Еве во студиото, повторно со нашите гости го продолжуваме разговорот. Доктор Александра, сакавте да се доискажете, бидејќи ние за време на рекламите продискутиравме за органодарителството. Ве прекинавме, моравме да пуштиме ЕПП. Ајде да слушнеме што ви беше мислата. Благодарам. Колку и да не сакаме, се наоѓаме сепак во одредени ситуации во кои што сме го загубиле човековиот живот, кај пациенти кај кои што ќе се диагностицира со параклинички тест дека се во мозочна смрт и кај што сите функции на мозокот повеќе не функционираат, со помош на напреднатата медицинска технологија, со помош на напреднати технологии, монитори, лекови, ние успеваме органите кај тоа починато лице да ги одржиме одредено време. И тука веќе влегуваме во трка со времето. Меѓутоа, што е многу важно? Разговараме со фамилијата да добиеме согласност. Доколку од нив се добие согласност дека може органите од нивниот починат близок да бидат дарувани, тука веќе настанува и се покренува, верувајте, цел клинички центар. Значи нема професија, нема здравствен работник кој што не е инволвиран во овој процес и кој што не дава придонес. Зашто? Затоа што не може било кој некој близок да се најде мој на таа листа, јас да кажам сакам он да го добие органот. Такво нешто не пусти во медицината. Веќе тој орган треба утре да функционира. Јас можам да го ставам кај мојот најблизок, меѓутоа тоа ќе биде за џабе. Органот нема никогаш да функционира, нема никогаш да му помогнем на пациентот, напротив, само повеќе ќе му го загрозам животот. Значи, тука има одредени компатибилности кои што треба да се поклопат. Дали е тоа крвната група, дали е ХЛ типизацијата имунолошка, дали е тука физичкиот статус, големината, тежината, body mass индексот, мал милион ситници кои што треба многу да бидат поклопени. Колку се повеќе поклопени, колку е поголема компатибилноста, толку ќе имаме поуспешна трансплантација, толку ќе имаме подолг живот на графтот и на органот кој што сме го пресадили, толку ќе имаме поквалитетен живот на лицето кое што го примило органот. Така, може ли од непознат донор да се поклапат сите овие параметри кои затоа и се прават сите тие, затоа и се прават сите тие испитувања. Така, значи и кога е од починато лице, тогаш е многу голема и широка палетата на испитувања и треба сме задоволни со одредени поклопувања. Меѓутоа кога се работи за жив дарител, тогаш веќе се стреми да се најде некој кој што ќе имаат многу поголеми поклопувања во овој поглед. Така. Живи донори можат ли да потпишат согласност? Тоа ве прашав и за време на рекламите. Можеме ли да потпишаме согласност дека по нашата смрт органите сакаме да ги донираме? Можете да го направите тоа, меѓутоа во тој момент нема да има никаква валидност. Ке треба сепак да се разговара со фамилијата и фамилијата да даде согласност дека вашите органи можат да бидат донирани. Затоа што нашиот систем е option out, што тоа значи сите сме донори и имаме можност да се изземеме. Може да додите да се изземете и да потпишете дека не ќе и тоа ќе се почитува. Меѓутоа, кога ќе дојде судниот момент, сепак колку и да сте се вие изјасниле дека сте донор, мора фамилијата, 50% од фамилијата, најблиските, сопруг, сопруга, деца, мајка, татко, да се согласат дека ќе дадат согласност. Затоа јас велам да не ги ставаме ни во такви најтешки моменти, да носат уште потешка одлука. Секој треба да се изјасни. Значи што велат да си оставиме аманет, ако сакаме тоа да направиме и да завршиме тоа работа. Добро. А околу кадарот, дали имаме доволно обучен кадар и капацитети за трансплантација кај нас? Во медицината како професија, верувам дека и во другите гранки е така, дека ако сакаш да си up to date со сите работи, ти мораш континуирано да се едуцираш, да се обучуваш. При тоа овде тоа е императив да се разбереме. И не за џабе велат дека имаме многу голем број на иселеници во однос на медицинскиот кадар, тоа е затоа што имаме квалитетен медицински кадар. Значи нашето здравство и нашиот кадар и образование во здравството, верувајте дека е навистина добро. И имаме кадри и имаме луѓе кои што се способни тоа да го работат и затоа го работиме. Да, посекако си побарува тоа континуирано следење на сите новитети и на све што излегува, меѓутоа се трудиме да сме up to date, се трудиме да сме во текст со сите збиднувања и посекако медицината што ја работиме медицина базирана на докази. Да, докторите не завршуваат никогаш со учењето и по дипломирањето и по специализацијата, туку тоа го прават цел живот бидејќи работите се менуваат, се разбира. Како ве сега редот? Одиме со слики, со прашања, упатиме ти како главен водител. Имаме многу разговори, да, но ајде сега со прашањата. Подготвивме интересни прашања
Прво јас провин Ќе се дамата. надолеш со Може виц. прво дамата, Апсолутно. докторката нека Тоа си го одбере. чекам, провин. Леле, ајде, чекај. Благодарам. Ај, која сум вице. Ајде, Јас сум некој пат бев водител и јас. Да. Знаеш, гледам пост да сте ми одека. А ќе спомене ти тоа. Ау, Амо во ја ова не знам на телевизија смеам да го кажам. Може да смениме со некој стендап. Ако сакаш. Наместо Почна стендап. почна стендапот. Ајде Стефан да го слушнеме прашањето. Не, поред, нека си од... Не. Поред. Ајде, докторката прво, еше докторката. ајде дами ти имат предност. Да. Благодарам тешко на прашање. предноста, да. Дали ви се случило да испратите порака на погрешна личност? Или да се јавите, може. Секако Или на дека да. погрешен број, да. Меѓутоа, најважно е дека на крај пораката посекако стигнало на вистинскиот човек и него, да. А реакцијата како е била? Оваа трка со времето. Во грешката. Па, например, еве ми се случи во моментот пред да влеземе во студио, пошто сопругот мој така често заборава работи, си го заборава мобилниот дом и јас велам ке го побарам човекот што знам дека е до него. Наместо на него, на друг и викам си извинувам, добро е супер, барам гласот ви го слушнав. Го барав Никола, ама нема врска. Значи, така. тазе го погоди прашањето да биде добро. Прашањето, да. Ама баш се случи пред да влизам во студио. Стефан, ќе си или уште ќе размислуваш? Ајде. Вика, која е најсмешната работа која сте ја купиле онлайн? А многу смешни работи имам купено онлайн, пошто цело време нарачувам. Ама ајде, најсвежо беше кога нарачав перница, така за у студио една како во форма на вреке со пари како со долар и ми стаса Привезок. буквално, значи, не можете слика, стајте сега да ви пратам во живо. Значи толкацко е, толкацко е. Буквално, а на сликата беше ама на размера оставено, значи оставено е на голем кревет со дете и таа е поголема од детето на сликата. И викам, ова ќе биде одлично, да се стоеш и се подпреш за толкацко е. Толку. Да, често се случува Добро, ова, да. да нарачаме нешто да не стигне тоа што. Затоа физички ќе го видиш, ќе го допреш. Нема, ама Ќе го пак купиш. има Не, нешто ќе се поголи, онлайн. да, друго е. Има друго е, си лежиш и само так. Так, 300 денега од сметка. Друго е, Не знам, без да. Моето што е многу интересно во поглед на моето прашање. Кажи. Кога ќе ви отиде погрешна порака во група, значи сега има многу Тоа, да. групи. Не, знаеш, уште е бетар во група на родители. Тоа е врвот. Па бриши делит. Каде е делит копчето? Нели ови за тренинг, за школа, за јазик, за така. Па затоа ги Да, греши. јасно ми е се. Роберт, гости во студио. Тоа кај родителите. Мојата е можеби најлесна, дали би прифатили да пеете на караоке пред публика ако добиете 100 евра. Значи, Би прифатила? Јас би прифатил и без без 100 евра. Јас бих дал 100 евра. Јас треба да ја дам Ја би дал да лепка, одма. 100 евра не ме заде. Јас како млад човек свирев на мандолина долги години, имаше еден оркестар, мандолински Мандолински оркестар, да. во Виница. И бевме една генерација, значи учествувавме секоја година, нели мандолински имаше надпревар во Прилеп се одржуваше и ние не само свиревме, и пеевме. Да. И ја ден денес на секоја наша веселба слава си пеам без пари. Напротив, давам јас пари. Така со задоволство ви пеел, пеењето го ослободува стресот, те ослободува, те прави така да се чувствуваш многу попријатно, така да смеењето и пеењето и добрите мисли се она што не дава да простор да дишеме во овој загаден. Точно, само треба да сме свесни дали треба да пееме сами кога сме или во друштво, бидејќи да не малтретираме други луѓе. Ослободувајте си стрес сами кога. Ако имате убав глас, тоа е веќе друго. Така, Роберт, одиме со фотографиите. Може. Немаме многу време. Фотографиите дали ги имаме? Не се грижите за подготвено? времето, имаме време. Да. Ајде. Ајде од директорот, бидејќи е веднаш до мене, директорот Горан Ангелов, да ги погледнеме фотографиите кои што ни ги спративте и да ги продискутираме. Ево, почнавме со првата фотографија. Овде сме со македонците во Брисел, во Белгија. Таму имаме друштва кои фактички припаѓаат на повеќе етнички заедници, се етнизирани друштвата, можеме да кажам. Значи, добар пример. Најголемата етничка заедница во Белгија се ромија.
можеби не македонската јавност Не, не знаела, прв пат најголемата етничка заедница која припаѓа од Република Македонија се ромите, албанците и македонците, живеат меѓу себе. Прекрасно, нема. Значи чудно е ние овде може ќе се караме меѓу себе, македонци, албанци, турци, роми, кога кидаат надвор, пак се на исто место, не само од Македонија, туку од бивша Југославија, тоа најчесто се случува. Се дружат. Генерално се во Брисел? Ова е во Брисел. Ова е во Брисел. Ова се во Брисел. Добро, и имавме супер. Да. Ова е за мене многу битен момент. Од деснава страна е отец Кирко, тој е наш свештеник одговорен во Република Хрватска, тој е во Света Злата Мегленска, црквата која се освети пред 2-3 години. И голем дел од оваа црква е донација, да кажеме, од луѓе кои работат и од хрватските власти, многу мал дел од Македонија, но еден прекрасен објект се уклопува во средината во која е поставена, значи во тој кварт на Загреб. Имаме прекрасна заедница во Хрватска. Морам да кажам во оваа прилика да не останам должен дека Хрватска несебично помага финансиски кон македонската заедница. Значи со финансиски средства. И еден добар пример каде што наставата по македонски јазик е во училиштата и е предмет кој е во курикулумот на хрватскиот систем на образование. Значи нашите деца во Хрватска имаат по македонски јазик, оцеки добиваат. Учителките ги плаќаат хрватските власти. Ние имаме учителки кои ги плаќа македонската влада преку Министерството за образование, но овде во Хрватска имаме многу добар пример каде што хрватските власти ги плаќаат нашите учителки. Браво, за поздрав е тоа, За поздрав е до хрватските власти. Да. Ова е добитничката на наградата Стојан Христов. Стојан Христов е награда која се доделува веќе 18 години. Тој е наш познат иселеник писател кој почива веќе во Америка. Еден од сенаторите во Америчкиот сенат. И секоја година во склоп на Струшките вечери на поезија се доделува наградата Стојан Христов. Ова година ја доби иселеник поет, тој е Радка Колева, по потекло од Радовиш, која живее и твори во Флорида, во Мајами. Една прекрасна личност, ваша колешка, докторка, која се занимава со нанотехнологија за мозочни ќе многу напред. Тоа што го кажавте вие, ова е потврда, значи имаме голем научник, доктор по науки, кој на вистина, веројатно, како што имавме еден Оземпекот, беше исто така на наш иселеник, на Мојсова, ако не се лажам, која е креатор на она за слабење, да, и за шеќерните болести. Ова да, ова може да пројде. Да. Логото, да. Ова е логото. Ова е во Швајцарија. Имавме прилика 44 македонски друштва се собраа на едно место. Бевме ние како коорганизатори, но се формира Македонски национален совет во Швајцарија, каде што сите македонски друштва од Швајцарија, речиси сите, нормално останаа некои, се обединаа по еден чадор. И сега прават напори да се легитимираат пред федералните швајцарски власти, за да можат да користат одредени финансиски средства како што ги користат хрватските друштва. Ова е за поздравување. И мислам дека веќе 2026 година ќе ги очекуваме првите резултати од оваа здружение, фактички Националниот совет на сите македонски друштва. Ова е фотографија од летната школа по македонски јазик. Гледачите на Канал 5 можат да видат колку знамиња има таму. Значи знамињата се дечињата од кај што ни доаѓаат. Имавме 45 дечиња. Куриозитет е, навистина, кога си тргнаа после седмиот ден, сите плачеа до едно. Не сакаа да се разделат. Она е Панама или грешам нешто? Не, тоа е Франција, но некако измешано, а тоа ви е Малта таму од десната страна. А тука ми доаѓа како Панама, да. Во Панама. Да. Најновото друштво е во Аргентина. Го имаат формирано. Ама следната година се надевам дека ќе ги малку анимираме, да имаме представници од со тие да не споите, ако им треба некојаш да новинар да пратиме од Македонија, таму да се запознаеме со нашите во Аргентина може. Во Аргентина. Да.
Ова е 17-та година, ова е официјалниот прием кај претседателката. Имаме нон-стоп комуникација, бидејќи таа нели одговорна и за надворешните работи, и за диаспората. Сега ќе се формира еден вид совет за диаспора, каде што ќе бидат вклучени покрај научниците и спортисти и познати бизнисмени, но и луѓе од обичниот живот кои значат нешто за локалната заедница онаму каде што живеат, дали се во Европа, дали се во САД или во некој друг континент. Добра, може да одиме со фотографиите на докторката, се разбира. Уште нека нема да има време. Нема до. Ова е една градоначалничка во Италија, Канели се вика градот. Ова 33% од населението на овој град потекнува од моите краишта. Виничко, селата околу Виница, и она буквално кажа, ако не беа вашите граѓани, овој град ќе беше мртов. Канели се вика. По северна Италија. Но за жал тој е жив, амо па нашите градови умираат, така За жал, да. Точно, баш едно зло тука кај нас, таму добро. Но се надевам дека работите ќе се сменат. Јас сум вечити оптимиста. Некој пат имало војни, шуми, болести, десеткувано било населението, па сепак Македонија обстанала. Така да мислам дека ќе обстане. Тоа е период. Период е на емиграција. Така, да ги видиме и фотографиите доколку се подготвени над докторката. Еве таму. Таман во склоп на нели другиот гостин во однос на ние страшни низгоди кои што ја погодуваат земјата. Ова е во периодот на ковид пандемијата 2021 година. Европската асоциација за анестезија сакаше покрај тоа што сме сите затворени под маски да се покаже дека очите се огледало на нашата душа. Бев избрана како еден од анестезиолозите и бев поставена на постер што беше за светскиот ден на жената. Така. Драга Тоа фотографија. е супер, нели? Да, апсолутно. Фотографија која што и јас, кога се наоѓам на некој од овие места, ми дава така една многу посебна сила и мок. Библиотека. Библиотека во Салцбург, во Леополд Шлос замокот. Многу стара библиотека, многу богата, многу мокна. Значи, кратко време поминато тамо може да значи вечност. Тоа плоштачето горе што се гледа, Од Леополд Шлос замокот, што се оди од центарот на кај аеродромот, покрај самото езерце Виштачко мало што го има Тони. И е всушност дом за големиот број на политичари, нивни кога имаат самит или било што таму се одржуваат, меѓутоа има и неколку медицински семинари од кои што сум била дел и таму било збиднувањето. Во моите помлади денови работев како доктор без граници, бев во Африка, таму живеев 6 месеци во Судан, имаше кардиохирушки центар, пошто на невладина организација на Италија Emergency, која што обезбедува финансиски средства за цивилни жртви од војна. Сегде каде што има војна, они отвараат болници и се грижат само за цивилните жртви, не за војниците од тие подрачја. Овдека работев со буквално секаква патологија на болни дечи, она што претходно го начнав на како тема дека секој поднебје си има свои специфични болести, овдека децата се хипопротеинемични со асцит, имаат најобичен стрептокок на грло, немаат антибиотици да го лечат, добиваат реуматска грозница, ги губат валвулите на срцето, тоа е после операција на срце. Така. Еден многу спонтан семинар и ми се допега колку е спонтана фотографијата, овдека е со министерката за здравство во тоа време на Словенија, Кристина Берн, која што се наоѓа наспроти мене. Бев одбрана во специјален програм да следам неколку семинари за лидершип. Така со интересни едукации, со интересни вежби и заклучивме дека не можам да наредувам. Те разбирам. Може следна фотографија. Исто така еден многу интересен медицински семинар каде што сопругот беше избран од колешка која што брани докторска дезертација во Молдова за анестезиолог за одбрана на болката. Дали болката може да се преслика абстрактно, да се представи, дали може некој да опише, пошто нели кога ќе кажете ве боли, многу е специфичен начинот на кој што ти можеш да објасниш болката. Спои медицински лица
со уметници. Требаше да разговараат на темата болка одредено време, која била нивната најака болка, како ја почувствувале, и секој од нив даде уметничко дело. Уметничкото дело што ја прикажува болката на мојот сопруг. Се ја гледа секој ден у канцеларија. Поздраво Никола, доктор Никола. Ова ми е една многу драга екипа, затоа што нели скорошно пред една година сум назначена за заменик национален координатор за трансплантација. Претходно и се уште работам нели на клиниката за урологија како анестезиолог, вклучена во третманот на пациентите за трансплантација на бубрек. Тука се професорот Живко Попов, професорот Гусец Пацовски и професорот Докчев, со кои што нели имаме одлична соработка и кои што се доаѓените, да кажам, за бубрежната и академик трансплантација Живко кај Попов. нас. Да, академик. Еве докторката Билја. Во март месец така заврши ИПА проектот кој што ни помогна во процесот на трансплантација, и ова е од снимање на филмот кој што треба до крајот на годинава да има својата промоција, заедно со професорката Билјана Кузмановска, која што е национален координатор за трансплантација, и ова е од дента кога ја снимивме, мислам дека последната снимка кадарот за филмот. Ми е драга фотографија и се надевам дека тој што поскоро ќе има можност да видат Ете што една заедничка тема со Стефан за да видиме фотографиите од ајде да го искоментираме ова. Ова е од промоција на книга, пошто нели знаеме колку е тоа тешко да видиме во терен со најновите светски достигнувања, меѓутоа сепак со труд, со напор, со голема амбиција, со вложување, и тоа е можно. Од професорот Скендер Сеиди, тоа е книга за уролошката патологија, за туморите на мочен меур, каде што сум коавтор, и од промоцијата на книгата беше тоа што беше сега скорошно. Секоја чест. Така. Браво. Имаме спремна фотографиите и на Стефан, кој што јас ги избрав. Се плашам. Ајде сега да ни објасниш. Тоа што јас одбрав, ти да ни објасниш. Да, вака ми е поинтересно кога не ги знам. Така? Ова е втора година, ми се чини, на ФДУ. Го работиме Чехов, Галеб, тука го играм ликот на Треплев, и ова е моментот кога неколку месечната борба помеѓу мене и професорката што е комедија и дали Чехов пишува комедии. Овде професорката мене ме победува со тоа што тука играм најтрагичната сцена и плачам, а во овој момент додека е фотографирано, цела публика се смее. Леле. И тука сватив што е комедијата уствари. Тука сватив дека ми се отвори овака дека комедијата дефинитивно не е баш треба да не си свесен кога ја играш. Ти си во проблем, а тоа што на некој му е Не е смешно, виц, да, не е во проблем. Да, не е кажување вицови, така? Не, баш. Значи, ова е нешто, ова е друго сега. Ти си ова? Да, ова десно, да. Да. Ова е тврдокорни. Ова е тврдокорни. Значи, тука имам 12 години, 12 или 13. Коцев глумеше, да. Да, тука сме, не знам за кој херој беше оваа епизода, кај што игравме заедно, се снимаше у Велес, во куќата на Кочо Рацин. Дали за Јосиф Комит? Па не, он играше у Поеќе. У Поеќе беше он, да. Нема шанси да ми текне. Едната ми беше за Миле Попјорданов, другава не знам за кој беше, ама од таа серија е 100%. Тука имам 12 годинки. Кој знае Сашко дали ја памти? Тука више, ова е на проба, 2014 година, спремавме представи као друштво сите собрани, представата се викаше Модерните Ромео и Јулија, кај што ги земавме Ромео и Јулија на Шекспир и ги ставивме у модерно време, се запознаваат на Facebook и така натаму, и како ќе се одвиваше таа приказна. И тука веќе почнав да свирам, да учам гитара, пошто тука одиш више на проби, па има постари девојки и така натаму, и сватив дека тие што свират гитара се мангупчиња, да. Вау, свираш и гитара? Свирам, да. За подоцна Симиша да ме облече у жена и да свирам гитара во театар комедија. Како добар лик, браво. Текнува. Ајде. Еј, ова е Сара. Лелеј. Тоа десно сум ја изгледа. Ова беше на Facebook. Да. Фотографија. Тоа десно сум ја, па ова можда е, па не е првата, ама меѓу првите фотографии од мене. Кога сум тргнал да се очовечувам, тоа лево е Сара. Пораснавме буквално заедно, мајка и мајка ми се најдобри другарки. И ова ни е првата фотографија заедно од бебе. Убаво. Многу убаво. Убаво, да. Многу убаво.
Сите имаме таква фотографија. Да, ова е пред Ова е дома. Ова е дома пред Дома. некој пред В е некој. Велес. Да, В. пред некој, не знам, па свежа е оваа фотографија, можда 1 година има. Тоа лево е театарот што се гледа малку што дзирка, а тука е тој знакот, нели, срце со Велес и тука имав некој интервју, правевме, така? Пред джиното. Мислам дека со мене го правиш. Да, така? Бидејќи јас бев во Велес. Да, па ова е, тоа е. Многу, јас те сликав? Не, мислам дека фотограф. Аха, и ова е исто така пред театарот. Не, па овие се фотографии од fakulteti.mk кога ми правеа интервју. Ако се истите, ама истата е веројатно, од истиот ден. Тука највише личам на Марија Шерифовиќ. Ева Ова е со Мануел. Милчо Манчевски. Значи, ова е тој стајлинг уствари. Ова е тој стај. Не, ова не, косата е За само. косата, да, за косата. За коса. Ова е забава, ми се чини пред да почне снимањето, така нешто беше. Имавме како журка пред почетокот и ова е првата фотографија со Милчо Манчевски кај што морав да се сликам за на мојата публика да им објаснам зошто сум јас таков во косата. Како Мануел. Тогаш конечно можев да кажам на Инстаграм дека ќе играм кај Милчо и ја ставив оваа фотографија на Инстаграм и пишав Милчо е крив за косата. И сите ми простија више кога сватија дека е филм. Дека си морал, да. Им објасни. Добро, имаме уште неколку фотографии. Ова Ова е некој настап. Стендап. може би најбитната фотографија до сега што сум ја направил. Ова е Јане Сандански, една од 4 арени кои што ги наполнив минатата година. Да. И ова си имам и урамено во студиото, ми стои како Со право, потсетник, да. како потсетник дека сега мора да се работи, пошто ова е товар, ова е колку и да е убаво ова што се случи, ова е веќе одговорност. Тука има 3000 луѓе и сега следното нешто треба да биде барем дупло од тоа и затоа сакам да ме потсеќа секој ден кога ќе отидам у студио да видам и да ми текне дека Како треба поттик, поголема. да. Така. Следна, уште една. Филмот. Ова е Раде Ќошо. Раде Ќошо. Толку, нема повеќе што да се објасни. Ивица, да. Сликане низ корвета. Значи, ова е стаклото од корветата, тука низ колата е сликнат. Брат му ја вози таа корвета во филмот и брат му е Пепи Мирчевски. Јас и Пепи сме тандем во филмот. И он е фарбан плав. Браво. Да, ова е последна фотографија од Велешкото лето кога го... тука направив проблем. Им кажав дека само ќе излезам, дека оти ми рекоа ај стендап, викам не можам кратко да бидам, да не го, нели, да не ја замараме публика, треба да пее Мики целовечерен концерт, Сакуловски. Ќе излезам, викам, ќе го отворам Велешко лето, ќе ги поздравам спонзорите, градоначалникот и ќе си одам. Нема проблем, еве ти се што треба да кажеш, окей. Тоа некаде го заборавив пред да излезам, ми ја пуштија најавата од Јане Сандански и ме удри тоа, а имам нов материјал што го пишувам, 25 минути новиот материјал. Го испукав, публика да почна урло од смеа, јас завршувам излегувам Александра ми вика, чекај, што направи? Ај што направи 25 минути стендап, него ни спонзори поздрави. Но ја се сум заборал, ни градоначалникот го поздрави, ништо, ајде, отворено е летото. Така. Завршуваме. Толку беше Роберт си кажав, со времето сме куси. Одлични сме, 10:26. 10:26 мора да се одјавиме. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето во утринската Здраво Македонија и ќе ве поканиме повторно сето она што не го кажавме да го кажеме нареден пат. Се надевам убаво и пријатно си поминавте со нас. Благодарим и на вас. Поканата. Роберт, мора да се одјавиме. Ќе се одјавиме Ти си тука главна. во овој дел од емисијата, одиме со малку музика и потоа повторно се враќаме назад. Може.